вели Кики, добро утро. Добро утро, апсолутно не име прв настанјувана, се надевам нема да биде ни последен, ниту пак дека времето ќе го ограничи одржувањето на истиот. Зеленото е ин, но што е навистина зелено, ние на местото на условно кажано злосторот, како што кажа ти, односно убавото случување во сабота, кое што ќе не собере сите нас кои што сакаме да научиме нешто повеќе за заштитата на животната средина, кое што не треба да заборавиме дека и во услови на економска и енергетска криза треба да ни е меѓу другото приоритет, доколку сакаме да се обезбедиме иднина за себе и за генерациите по нас. В сабота овде на школка ќе се слави циркуларната економија, селекцијата и рециклирањето на отпадот преку работилници, музика и саем на социјални предпријатија со рециклирани производи, го организира Сдруженијето Биди зелен спомена, а ние ова утро детали за програмата дознаваме од Борче Кузмановски. Борче, добро утро и благодарам за позитивниот одговор за разговор. Не дочека дожд ова утро, се надеваме дека нема да го имаме в сабота на школка, бидејќи се во ова што вие го планирате како агенда е одлична за да не анимира сите нас. И првото прашање е поврзано со најавата. Ако зеленото е ин, што е навистина зелено? Така е. Зеленото е ин, сите сака да се кажува дека се позелени, меѓутоа што навистина е зелено. Според мене, навистина зелено треба е нашите навики, односно нашето однесување, нашиот однос према отпадот. Дали сме доволно одговорни, како се однесуваме со него. Затоа и GoGreen, Сдруженијето GoGreen го организира овој еко настан. Еко настан во сабота на 1 октомври од 11 часот до 16 часот. Граѓаните ќе имаат можност да гледат повеќе содржини, односно овој настан нема да биде само забава, ќе има и едукативна компонента. И каква е агендата? Споменавте настан кој што е апсолутно допредвиден во ова море на непријатни вести кои константно ни пристигнуваат. Што се планира за сабота? Така, повеќе содржини ќе бидат опфатени. На сцената тука ќе имаме можност да послушаме бендот Ringtones. Потоа ќе има свој перформанс еко магионичар кој преку своите трикови ќе испраќа пораки до најмладите како да бидеме ние позелени, односно да бидеме поодговорни во однесувањето со отпадот. Потоа ќе имаме диџеј за забава, меѓутоа паралелно додека траат сите овие содржини, ќе содржуваат работилници за правилно селектирање на отпад во еко корнерот на GoGreen, каде што ќе биде поставена нашата мобилна станица за селектирање на отпад. Фокусот ќе биде на превенција на отпад, зашто е битно да превенираме, бидејќи штом веќе се создаде, некој треба да се справи со тој отпад и понатаму како правилно се справиме со него. Пред сцената ќе има штандови, односно ќе содржи саем на социјални предпријатија кои работат во делот на отпад. Односно, некој работи од нив во собирање транспорт, некој работи во претварање на реупотреба, претварање на производите за повторна употреба, односно принципот апсайклинг, и ќе биде тоа многу интересно се види како предмети кои за некого представуваат отпад, за некого се одличен ресурс за уметност. Ке кажав дека настанот е добредетен за младите, бидејќи чисто велиме на нив е иднината и нив треба дополнително за се да ги едуцираме, но апсолутно сум сигурна дека ќе биде добредетен и за нас возрастните, кои што сме практично виновни за глобалната екослика, па треба малку да ги менуваме своите навики и однесувања. Дефинитивно. Најмладите се најлесно можеме да ги едуцираме и сакаме преку нив да искористиме прилика да ги едуцираме и големите. Бидејќи овој настан не е само за најмладите, секако ќе бидат опфатени сите посетители кои ќе бидат тука во градскиот парк. Еден од начините, Борче, за намалување на загадувањето на животната средина е усвојување на еколошки однесувања, па во тој контекст имајќи предвид колкаво животно искуство и работно имате низ годиниве, која е онаа категорија на граѓани која што е најфлексибилна, најлесно прифаќа и најлесно ги менува своите еко-однесувања? Несомнено тоа се најмладите. Да. Кога велам најмладите, мислам на децата. Се зависи во кој период на децата почнува да им се презентира начинот како треба да се справуваат со отпадот, односно како до поздрава и почиста животна средина. Повозрастните се потешки на промена. Сите сакаме поздрава и почиста животна средина, но изговорите ги бараме во немање доволна инфраструктура, институциите велат граѓаните не се доволно свесни, меѓутоа за вистинска промена мислам дека секој треба да почне само од себе.
Членот 8 од Уставот на нашата земја како дел од темелните вредности ги вбројува хуманизмот, социјалната правда, солидарноста и заштитата и унапредувањето на животната средина. Но во ситуација на економска и енергетска криза, кога фокусот е ставен на преживувањето, се чини дека многу малку се мисли на и ќе се мисли дополнително во месеците кои следуваат, а почнува за кусогрејната сезона на заштитата на животната средина. Прашањето ми е ќе се вратиме ли оваа сезона чекор наназад во однос на заштитата на животната средина, имајќи предвид дека екзистенцијата на сите ни е доведена во прашање? Ситуацијата е сложена. Повторно се враќаат во потреба некои технологии кои не се добри за животната средина, поради гасот, кризата со гасот и останати други проблеми. Да се надеваме дека нема да се вратиме чекор назад, туку дека во оваа криза ќе успееме барем да го задржиме местото на кое сме. Секако дека е предизвик, меѓутоа секој од нас треба колку може се труди да биде да го даде својот предонес. Зошто во сабота сите на школка? Одлична забава и секако едукација за секого. Во колку часот почнува настанот? Во 11 часот почнува настанот до 16 часот. Ние се гледаме на школка, се надевам дека убаво ќе поминеме, дека времето нема да не спречи да изреализирате се што имате на агендата и да стекнеме дополнителни знања за оно што е неопходно ако сакаме да имаме планетата Земја и сите нас на број. Благодарам, Борче, за разговорот. Благодарам. Јас ќе ги замолам само и нашите гледачи кои што планираат в сабота да дојдат на школка, да не го прават ова што јас и колегата Мижимаков го затекнавме. Колега, ќе ми помогнете да покажеме што затекнавме. Ова не е од нашиот појадок, колку да бидеме на чисто. Оној кој што појадувал ова утро на школка на здравје, но кесата и отпадоците со себе и во корпа за отпадоци, бидејќи зборуваме за заштитата на животната средина, па доколку е така, треба да бидеме малку по-прогресивни и поактивни на оваа тема. Се што носите со себе и денеска и в сабота на школка, в джеп и во корпа за отпадоци. Имаме ли прашања, колеги? Голема благодарност до тебе и до колегата Александар Мижимаков пред се за доловување на еден начин на несовесно однесување. Не баре рекле, се мое со себе си носам, па треба истото и ако е мое, да оди каде што треба, односно во канта за отпадоци. Благодариме за пренесување на... Нека не се грижи нашиот граѓанин, ние ќе го завршиме за него ова што тој го започна, ќе го фрлиме отпадокот во корпа, но за сите останати не можеме да постигнеме.